Како што најавивме, селекторот Симе Симовски, мој вечерашен гостин, предводникот на женската ракометна селекција на Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата и за соработката што имавме до сега и во иднина. Прво да ви се заблагодарам за времето одвоено вечерва, бидејќи знаеме денеска имавме надпревар против Италија од 16 часот и покрај сите тие обврски и покрај тоа што сте во карантин со девојките, одвоивте време и вечерва сте тука со нас. ЕХФ неделата можеме да речеме максимално искористена, 2 пресметки против Италија, 2 победи. Следува уште една утре, но со младинската селекција на Македонија. Колку сте задоволен од пристапот на девојките, од играта и секако резултатот? Планот и програмата за ова ЕХФ недела успеавме да ја одработиме максимално. Имавме 7 тренинзи, од кои планираме нормално оној систем што го работиме веќе година дена на нас да го имплементираме и да го надградуваме. Успеавме дел да го усовршат девојките. Постојат тешкоти некои и нормално сето она што го изработевме го покажа и на самиот терен вчера и денеска на надпреварите. Искрено задоволството можам да го кажам дека е добро, меѓутоа пак како да кажам, како со половично, бидејќи едно полувреме вчера не одигравме како што треба и не бев задоволен искрено од ангажманот на дел од ракометарките, каде што не треба да функционираме така, бидејќи она што не очекува во наредниот период е баш токму ваков систем на надпревари ден за ден, тоа се 3 надпревари и нормално ако одработиме таков кикс, дека овие се по противници кои што тоа ќе го казнат и нормално нема да извојуваме победа. Кој дел од костурот најмногу ве загрижува? Каде? Она што претендирам да се работи, бидејќи ние сме репрезентација која што екипа, репрезентација која што можам слободно да кажам дека немаме играчи кои што се добри и лоши. Едноставно сакам репрезентација која што ќе биде сплотена како едно, затоа што немаме со такви квалитети за екстра играчи или па за играчи кои што се без никакви квалитети. Едноставно и играта што ја спремаме, што ја правиме заедно со стручниот штаб, се базира на тоа да секој играч си дава одредено знаење и умење, она што го барам нормално и секоја карика да биде исполнета до крај. Меѓутоа, во дадени ситуации не сме да има импровизации и дел од тие ракометарки, баш во тоа прво полувреме, после 15-та минута од самиот почеток на надпреварот, не го испочитуваа тоа и испадна да бидеме во некоја негатива. Но за кратко време тоа е за поздрав и позитивно затоа што успеавме за 10 минути за полувремето да се консолидираат редовите и второ полувреме баш онака како што треба фуриозно да тргнат и мислам дека се уште анализа немам добро направено, мислам дека во 13-15 минути беше 7-1 или така 6-7-1 резултат, каде што нормално потоа си идеше резултатот во наша корист и така и заврши. Селектор, имавме после долг период медитеранските игри летово во Тарагона, одличен успех, меѓу 4 најдобри. Од тогаш до сега може ли да се воочи некоја разлика позитивна, негативна? Кај ракометарките нормално кај тимот. Па атмосферата си е одлична, меѓутоа пак велам, она што го барам сум упорен во тоа и инсистирам токму тоа што го барам да го одработат на самиот тренинг и потоа на самиот надпревар. Тука ми оди тешкотијата малку, бидејќи тоа е и досадна работа, малте не да кажем, и на самите ракометарки им доаѓа да речат повтори, меѓутоа со безброј повторувања па доаѓа и до ќе стане рутина и доаѓа и до успех.
И хендикеп тука ми се наоѓа пример, ако Таракона сме одработиле како што треба, веќе имаме 3 месеци пауза, па потоа за една недела работиме, не можеш ти за 7 тренинзи нешто да одработиш, Бог знае што, па да резултатот иде рапидно нагоре. Бидејќи они во своите клубови работат нормално некои други системи. И сега пробуваме на што е можно поедноставен начин ние ова сето одработено како стручен штаб, да им го имплементираме и они да го прифатат и да дојде до резултат. Ако и ние почнеме да ја усложнуваме работата, тогаш веќе нема да има напредок. На почеток ми беше тешко со ракометарките, меѓутоа сега полека го прифаќаат тоа и мислам дека ќе одговорат во наредниот период, нормално со уште поголема соработка и би требало да вроди плод во наредните 2 години. Така, моментално тоа што го поседувате и тимот со кој располагате, како ќе се носиме во следниот предизвик пред квалификациите, нели, за светското првенство? Крајот на ноември, почетокот на декември, во група со Исланд, Турција, Азербејџан. И Азербејџан. Вака, кога ќе нафрлиш трите имиња, ќе речеш Турција, Исланд и Азербејџан. Меѓутоа, сите три репрезентации си имаат свои добри и свои лоши страни. Потребно е овој период сега од овие 2 месеци добра анализа. Со турчинките сме играле, неколку наврати сме ги добиле, само еден пораз имаме кај нив, бевме гости, другото е во наша полза. Со Азербејџан, јас од кога сум селектор немам одиграно надпревар. Некои си надпревари кои што на кратко ги имам видено, нема некој видеоматеријал кој што може да ни даде чиста слика за репрезентацијата. Треба се уште да бараме. И они се анонимуси, во споредба со информации зборам, а како репрезентација една постава што има видено, тоа е личи убава и треба да бидеме предострожни со ситуација која што не треба да ги подценуваме. Тука би ги издвоил Исланд, без разлика што имавме еден надпревар на Фарски острови, ги добивме, со тоа и влеговме во бараж со Шведска. Тоа има и на нив показател еден на самата репрезентација Исланд, како репрезентација да се запалат црвената сјалица и рапидно нагоре одат во нивниот развој. И последен показател е и вчерашниот надпревар со Шведска, каде што прво полувреме Исланд го добива со 15-13 и крајниот резултат е 25-26 за Шведска. Не знам со кој состави, не успеавме и таму видеоматеријали со приватна камера е снимано. Ако успееме нешто да извадиме и тука ќе ни биде од полза. Сите информации ни се добро дојдени, ќе пробаме да го одработиме овој период околу тие анализи како што треба и нормално пред квалификациите имаме некаде 2 недели за подготовки, па тоа ќе биде малку подолг период, така да ќе излеземе и нема што да се браниме, ќе идеме напред. Ќе останете на тренинзи само или ќе имаме уште некои така тест надпревари? Во моментов се уште не сме размислувале. Можно е да направиме 2 тест надпревари, меѓутоа ќе ни бидат, се зависи од времето кое што ќе ни биде дозволено за подготовки. Ако ни биде пократко, сигурно дека нема да имаме можност, затоа што надпревар исцрпува и така. А овие 3 надпревари ќе бидат од исцрпувачки карактер, сигурно. Селекторе, вие сте човек кој долго време работите, го следите женскиот ракомет во Македонија. Дали се создавали конечно тим во кој може да се надеваме, да веруваме и да очекуваме успеси и пласман или на некое големо надпреварување? Бидејќи одамна го немаме почувствувано тоа со женската сениорска селекција. Секој кој што работи има цел во животот. И јас имам цел, и девојките имаат цел, и целата македонска ракометна јавност, па и другите кои што го пратат ракометот, имаат цел во животот, нормално. Мојата цел е да се пласираме на некоја завршница, дали ќе биде европско или светско. Почнавме добро, работиме, функционираме, имаме поддршка, тешкотиите ни се во самата селекција на ракометарки, искрено во Македонија. Многу малку постојат ракометарки кои што
ќе ги запазат критериумите за едно светско или европско првенство, бидејќи од мали нозе не работиме буквално како што треба. Лигата, знаеме дека не ни е... Ако се погледне така и домашната лигата лига и не ни е баш како што треба. И овие ракометарки што се, значи на број, ако почнеме со тие статистики, тоа веќе поголем дел од разговорот ќе ни одземе, но тоа е фактот дека овие девојки што се треба да ги негуваме, треба да се пазат, да се внимава на нив, за да има бекфит некој да ни вратат тоа што треба да го одработат. Во спротивно, нема да има ништо. Значи, од секоја генерација, наназад од 90-та, 94-та, па 98-та, 96-та, 2000, 2002, 2003 сега, од сите тие генерации се вади по некоја девојка која што треба да се стави во овој кош кој што понатака ќе функционира. Јас сум оптимиста секогаш, без разлика што играме некогаш добро или лошо, треба да вадиме поука и од самите победи и од самите порази. Дали денеска сме одиграле добро, треба да извадиме и од победата поука, дали е се како што треба, или па од вчерашниот надпревар, каде што изигравме со осцилации, и тамо треба да извадиме поука, па сега која од тие девојки каде игра, како игра, и тамо да се внимава, дали има минутажа, дали нема, па каде касни, каде... процесот. Голема работа е. Имаме поддршка, потребно ни е во стручниот штаб уште луѓе стручни кои што ќе функционираат. Со ваков континуитет и со ова што сега располагаме, со овие девојки, со овој квалитет, колку сте блиску или далеку од целта? Како што кажавте, самите вие и секој има некоја цел? Не сме блиску, ни треба уште работа. Ни треба уште работа и нема отказ, ќе одиме напред. Така. Искрено ви посакувам да останете истраен во вашата цел. Благодарам. Да ги видиме девојките на некое големо надпреварување. Тука ќе ви се заблагодарам уште еднаш што бевте мој вечерашен гостин. Вам, почитувани гледачи, ќе ве замолам и натаму да останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи тука завршува спортската содржина, но следува со колешката домаќинот на денот. Имајте пријатна вечер.